животот. И може би сте чуле познатата изрека на Джордж Бернард Шо, кој вели дека смртта има многу импресивна или најимпресивна статистика. На 100 луѓе умираат 100 луѓе. Тоа е 100% реализација. Тоа значи дека можноста да умреме овдека е 100%. Тоа сите еден ден ќе умреме. А тоа значи дека сите еден ден, а некои веќе се соочиле со загуба на близок човек и со тагата кој што ја носи таа загуба, и тоа е најголемата, најтешката, така да кажеме, најболната загуба. И бидејќи е болна, луѓето се барат начини како да ја поминат таа болка, таа тага. Во 60-тите години на минатиот век излегла, тоа уште сум бил штотуку роден, значи дека сум стар, Елизабета Рос, Кублер-Рос, ја напишала книгата за смртта и умирањето, во кој што изнесува неколку фази низ кои што поминува човек во тагата од загуба на близок човек. И мислам дека верувам дека ги знаете, прво неверување, неприфаќање на таа реалност, потоа доаѓа еден гнев, па пазарење или во таа неможно да се прифати реалноста, се некако човек се да ги врати нештата назад, и потоа кога ќе разбере дека се тоа неповратно, поминува низ депресија, паѓа во депресија, и на крајот заживева во таа нова реалност. Ја прифаќа веќе реалност. И сега не секој поминува по тој ред или во сите фази, но така таа жена ги некако сумира болката на човек кој што искусува загуба. Нашето прашање, она што нас е важно, како еден христијанин би требало да се однесува во таква загуба. И тука се има многу субјективни мислења. Има христијани кои велат дека човек не треба да тагува кога ќе загуби близок христијанин, туку напротив треба да се радува и да го слави Господ. Тоа е зашто да, навистина, смртта за верните луѓе значи премин во животот во Божјото царство, во вечноста. Меѓутоа, друго е прашањето со болката која чувствуваме. Не можеме да елиминираме таа болка, не можеме да скокаме од радост, бидејќи не недостасува блискиот човек. Другата скрајност е пак она во кој што запаѓаме од депресија, во болка, и не можеме никога да се справиме со загубата. Апостол Павле, веројатно имајќи во предати со таква слична ситуација, во црквата во Солун ги охрабрува верните кои тагуваат заради загубата на блиските, да не тагуваат како оние во светот, туку да гледат напред во Христовото доаѓање, кога ќе се случи воскресението на упокоените во Христос. Така да тој вели: тагувајте, зашто тагата е неизбежна, тоа е дел од нашата природа, но тагувајте некако оние кои немаат надеж, туку тагувајте со надежта во идното воскресение. Во текстот кој го разгледуваме овдека се раскажува за едни сестри, поточно за тука Марта е во преден план, тагата кој што има од загубата на нивниот брат Лазар. Христос доаѓа кај се среќава со Марта и ја прашува всушност за верата. И се открива како воскресението и животот, или јас сум воскресението и животот, ја прашува: веруваш ли тоа? Веруваш ли дека јас сум воскресението и животот? Забелешка овдека една добра констатација прави Джеймс Монтгомери Бойс во неговиот коментар, што вели тој не ја прашува како се чувства, зашто знае како се чувствува. Нормално да се чувства така како што се чувства. Не ја прашува: ти стана ли полесно откако ме виде мене, туку ја праша за верата. Во што веруваш? Зашто од верата понатаму ќе зависи и тоа како се справуваме. Дали се справуваме, и тоа не само со таа болка, туку воопшто со
сите страдања во животот. Во што веруваме? И во овој текст што веќе го прочита Филип, гледаме како се дефинира верата, како Христос се дефинира и ја води кон еден растеж, во едно откривање на самиот себе си. Во таа болка Марта и Марија растат во разбирањето за Христос, со тоа растат во верата, растат во самото познавање, кој носи надеж, кој и помага да се справиме со болката. Марта одговори на прашањето со зборовите: да, Господи, јас поверував дека Ти си Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот. И ова изјава ја исполнува функцијата, целта заради која е напишано ова Евангелие. Самиот Јован, кон крајот на книгата, во 20 глава, 30-31 стих, ја изнесува целта, зошто е напишал таа книга. Вели, многу знаци, уште многу други знаци направи Христос, но овие се запишани, овие 7 во книгата, за да, читајќи ги, поверува читателот дека Исус е Христос, Синот Божи. Истите зборови што Марта ги кажа. Верувам дека Ти си Исус, Синот Божи. И самиот Јован вели, сето тоа е запишано за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божи. И верувајќи да имате живот. Зашто Христос е животот. Христос е воскресението и животот. Така да стигнуваме во нашето проучување на книгата, на ова книга, Евангелие според Јован, до оној кулминационен, можеме да кажем, момент. Ова изјава која ја офаќа и целта на целата книга. До овој момент видовме 6 чудо, ова е 7-то чудо или 7-миот знак. Јован избира да запише 7 знаци од сите останати кои што Господ Исус ги врши. И овој 7-миот е некаде така, как физички поставен во средината на книгата. Има 22 глави, во 11-та глава е, така да кажеме, средината, пресвртницата кон втората половина. Во првата половина Јован не ги изнесува тие 6 до овој 7-ми знак, разгледувајќи го служењето од Ерусалим, од Галилеја кон Ерусалим, потоа пак се враќа во Галилеја, пак во Ерусалим, па во Пиреја, па пак во Ерусалим, за да стигне до овој кулминационен момент каде што Христос се објавува како воскресението и животот. Од тука натаму, веќе во следните 12 глави, 11 сушност, се концентрира неговите полки со учениците и последните настани во Ерусалим, неговата смрт и воскресение. Така да, ова изјава и ова чудо всушност се кулминационите во книгата, исполнување на се она што Христос досега го правеше или говореше. Тој се објави како светлината како прво лебот на животот, светлината на светот, вратата, добриот пастир, и тука веќе оној кој што дава живот, оној што го дава животот за своите овци. Тоа е животот, тоа е дојде за да даде живот во изобилие, и сега преку овој настан ние гледаме како буквално се исполнува, се потврдува тој навистина како животот, вечниот живот, оној што го дава вечниот живот. Преку оној што верува во мене и да умре, ќе живее. Самото воскресение на Лазар е исполнување илустративно на докажување, потврда на сите претходни знаци и сите претходни објави и изјави на Христос. И сега дека пак едно така забелешка ќе дадеме, говориме за воскресение, говориме за воскресението на Лазар, но условно. Мислиме на она искуство што Лазар го поминува, тој е вратен од смрт, од физичка смрт, пак во физички живот, вратен е во ова физичко тело, кој повторно ќе искуси смрт. И теолошки погледното, ние кога говориме за воскресение, не мислиме на такво воскресение, како што се случува во 11-та глава. Тоа е само слика на вистинското воскресение.
А вистинското воскресение, библиски, теолошки, доктринално погледнато, е оно што Христос го помина. Само Христос го помина тоа воскресение, зашто е воскресение или враќање во живот во кој нема повеќе смрт, во тело кој повеќе не умира. Христос во човечката природа, во човечкото тело искуси смрт и воскресение во она воскреснато тело, во оној живот кој повеќе, нема да искуси смрт. И затоа апостол Павле во Коринтијаните, 1 Коринтијаните 15 глава го нарекува првината на упокоените или на заспаните во Христос. Првината која ќе донесе или кој носи воскресение за сите. Така да, ќе говориме за воскресение овдека на Лазар, меѓутоа како една типологија, но на вистинско воскресение кој сите ние го очекуваме, верувајќи и живејќи во него, во Христос кој е воскресението и животот. И ова тука гледаме петата изјава на Христос, јас сум, тоест објавата на неговото божество, но пак на еден специфичен начин, поинаков во сите претходни негови божествени објави. Јас сум воскресението и животот. Ајде да видиме после овој увод да поминеме на текстот. И вака не воведува Јован во ова 11 глава, беше пак болен некој си Лазар. Прво вели некој си Лазар, а потоа во писмото што го пишуваат Марта и Марија, додава, Јован дека Христос многу го милува. Лазар или Елиазар, всушност е вистинската форма на името, е така комбинација на именка на Бог, Ели е Бог, и Азар, кој значи помош, помага, или така описно, името Елиазар значи оној на кого Бог му помага. И во тоа има една голема символика, содржана е во неговото име, зашто Лазар е од оние на кои што Христос најмногу им помогна, некој кој во неголемата безпомошност Бог помогна. Зашто нема побеспомошен човек од мртвиот човек. Тоа е целосно безпомошен, не може ништо да направи. Дури не може да посака да направи нешто. И во една таква состојба на безпомошност, на смрт, Христос дојде и му помогна. Да, интересна, пак кажем, информацијата на Јован за Лазар. Само кажу дека е од Витанија и има, тоа е со целото на Марија, низината сестра Марта, дава нешто за околу Марија. Тоа ќе го разгледаме следната глава. Тоа е да настан кој ќе следи во следната глава, помазанието со миро на Христос. И едно писмо кој го праќат порака таму во Пиреја, додека се наоѓаат Христос со учениците, оттаде реката Јордан, со известување и апел за помош да дојде во Витанија, зашто Лазар е болен, и тоа според она што како се одвиваат работите на смртна постела. Сериозно е болен. Начинот на кој што ги изредува пак овдека, како беа сега, Марија и низината сестра Марта, да, ај понатаму тоа ќе го видиме, е представено како семејство, како фамилија која е блиска, многу блиска до Христос, иако почнува Јован со представувањето некој си Лазар од Витанија, потоа пак во писмото Марта и Марија дури не наведуваат име, не кажуваат кој е болен, туку само оној кого го сакаш, оној кого го милуваш, оној кого го люби. Тоа се претпоставува дека веднаш ќе му текне на Христос за кого станува збор. Витанија е близу до Ерусалим, 2-3 километри, или веројатно околу тоа се согласни луѓето дека коментаторите дека
Тоа е како една база на Христос за време на неговото служење во Ерусалим или Јудеја, бидејќи Христос е блиско Христос. Има периоди во кои што со месеци останува во Јудеја, како на пример оној циклус од 7 до 10 глава, и поради близината на Витанија до Ерусалим, најверојатно тој таму го поминувал времето во Витанија. И од тука се гради таа блискост. Веројатно е позната фамилија, бидејќи во текстот неколку пати Јован ќе наведе дека многу луѓе дошле да ги утешат Марта и Марија. Може биле и имотна фамилија, не знаеме, но е угледна фамилија. И сега, мајки го пред сето тоа, нели, ова представување, самиот почеток, Исус одговара на писмото што го дојва и учениците, веројатно, ја разбрале пораката на писмото или на поканата, вели, таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, да се прослави Синот Божи преку неа. Зад таа смрт Бог има поголема цел. Целта е да се прослави Бог. И потоа, кога ќе објави дека Лазар умрел, ќе им каже на учениците, добро е што не бевте таму, за да поверувате. Тоест, во овој настан, преку оваа смрт, пак, нели, се исполнува таа цел да се објави божественоста на Христос и неговата власт над смртта. Тоа е животот кој дава живот. И пак вметнува Христос, Јован, една фраза дека тој ги сакаше Марта, незината сестра, и Лазар. И Марта, и Марија, и Лазар. Начинот кој се подредени имињата, обично древните автори ги подредуваат имињата или според возраст, или според значајност. Познатите презимени или имиња прво стојат напред, познатите фамилија, потоа се другите. Како, например, Прискила и Акила. Прискила секојаш стои напред и секој познавач на древната култура веднаш ќе каже, тоа е така, не бидејќи тоа е жена, и во тоа време прво жените ги пишувале, туку затоа што Прискила е познато латинско-римско име или фамилија во Рим, а потоа е и мажот Акила. Овдека така се ги реди авторот Јован, Марта, Марија и Лазар, обично, бидејќи Марта е највозрастната, таа е најстарата сестра, па Марија, а Лазар е малото братче, така да кажем. Не знаеме на каква возраст се. Тоест Марија таа која се грижи за фамилијата, за помалата сестра. И затоа не треба да обично најстарите сестри ја земат одговорноста кога нели остануваат без родители. Не се спомнува ништо за нивните родители. И затоа не треба да не чуди кога ќе дојдат гости, кога Христос ќе дојде во куќата, Марија таа која што се зафаќа со кујнската работа, да направи храна, да среди, додека Марија седнува покрај Христос да го слуша. Иако Марта дојва критики, Христос ги сака сите подеднакво, вели, сите ги сакаше. И Христос го додава овдека овој податок, дека ги сакаше сите, за да потоа направи контраст со следниот стих. Многу ги сакаше, многу го сакаше Лазар, и во таква ситуација, кога веќе разбира дека тој е болен, на смртна постела, веднаш треба да каже на учениците, одиме да му помогнеме на нашиот пријател, зашто е болен. Зашто писмото кое го праќат Марта и Марија е за помош. Болен е, се грижат за него, стравуваат за неговата состојба и праќат писмо. Исус вели, ќе останеме уште 2 дена. Тоест, таа итна помош која очекуваат Марта и Марија не доаѓа, како што нели би требало. Тоа е нивната итна помош, како што ние се јавуваме на итна помош, ама често пати не доаѓа така итно како што би требало да доаѓа. Така и Христос овдека некако го одложува. 2 дена го одложува патувањето.
Чудна е реакцијата, така, вака погледнато Јован давајќи информацијата, да боди во очи, зошто устануваат уште 2 дена, иако ситуацијата е итна. Христос им каже на учениците, ова е за да се прослави Бог, да се објави Божјата слава. И потоа пак им каже, добро е што не бевте овде, додека се случуваше сето тоа, неговата смрт, за да поверувате. Зашто на крајот на краиштата не е исто да се излекува болен човек и да се врати од смрт човек кој 4 дена бил во гробот. Се случува, можеби најголемиот спектакл. Оваа сцена која ќе опише понатаму во следните стихови Јован е најспектакуларната. Не кажам дека Христос е по спектаклите, воопшто тој не е по спектаклите, како денешните современите чудотворци, условно кажано чудотворци, кои ги прават чудата за да вршат спектакли. Христос не е таков, но ова навистина е спектакл. Ова е кулминационото чудо. Навистина е спектакл, зашто пред гробот се има луѓе таму, гледаме, и тој извикува, Лазаре излези, и се го тргнуваат каменот и излегува мртов човек, оној кој бил, тој бил целиот вакво покриен или обвиткан во чаршафи. Тој излегува како мумија, како воземјанин од гробот, со еден куп масла на него. Навистина сцената е импресивна. И тоа бавење служи точно за да се случи смртта, за во смртта Христос да го направи тоа чудо, кој треба да го објави него како воскресението и животот. И 4 дена кои неколку пати се спомнуваат во оваа глава, се исто така важен момент. 4 дена после смртта. Христос и тој го темпира времето за да се исполни тоа време од 4 дена. Во древноста, кога ќе се констатира смрт, луѓето веднаш биле погребувани. Не е како денес да се чекат 24 часа или неколку дена во капела, веднаш се погребувани. Например, ако се кажат Ананија и Самфира, ти умреа и веднаш беа погребани. Така да ти умираат, Лазар умира, и тоа веројатно е во денот кога го добиваат писмото, зашто еден ден е патувањето од Витанија до Пиреја. 2 дена Христос останува со учениците и на 4-тиот ден им кажува саба или утрото, имаме 12 часа на располагање да отидеме кај Лазар. И тие на 4-тиот ден, всушност, после смртта пристигнуваат. 4 дена во еврејското верување имат значење. Например, во Талмудот, равини пишуваат оваа цитат, 3 дена по смртта душата лебди на телото со намера да се врати во него, но штом ќе види дека изгледот се променил, се заминува. Така да, тоа е верувањето, равинското верување. Дури во според равинските правила, распознавање на мртвиот човек може да се изврши во првите 3 или 4 дена, зашто се верува дека после 4-тиот ден тоа распознавање не е можно, се променува изгледот. Доказ за идентитетот на мртвиот може да стане само во првите 3 дена по смртта. Со други зборови, веќе Лазар толку време е мртов, е во гроб, што со сигурност тој е мртов. Нема никаков сомнеш дека може би бил клинички мртв, дека тој не е мртов. Констатирана смртта и поминале тие 4 дена во кои што и оплакувањето, меѓу другото, е најголемо. Првите 3 дена професионални оплакувачи оплакуваат во домот и гробот на починатите. Тоа е културата во древниот Близок Исток. И тие, нели, што овдека се спомнувани, се од таков вид, нели, посетители кои го вршат тоа оплакување во првите 3-4 дена. И неколку пати, нели, тие 4 дена ќе видиме се спомнати во текстот. И што вели Христос? После 4-тиот ден, кога веќе поминуваат тие 2 дена, на 4-тиот ден кажува, ајде сега да отидеме
пак во Јудеја. И учениците реагираат, со право реагираат, му велат: Господи, ние си тргнавме од Ерусалим, од Јудеја, зашто сака да те убијат. Ти кога рече дека си едно со Отецот, тие земаа камена да те убијат. Така има отпор, има реакција да го одвратат. Исус им одговара: нели има 12 часа во денот, кој оди дење нема да се сопнува, зашто гледа светлината на овој свет, а кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Јован, во неговата книга, тој има таков идеолошки, теолошки, филозофски пристап, користи физички категории, ден, ноќ, светлина, темнина, меѓутоа им дава и духовно значење. Да, овдека Христос говори за времето кој им стои на располагање за стигнат во Витинија. И велат, 12 часа имаме да стигнеме до Витинија, зашто после ќе биде темно и нема да можеме да стигнеме навреме. Меѓутоа, да, така било во древноста, били ограничени. Не, тоа е работното време, додека има сонце, додека се гледа. Во древноста немало трета смена на работа. Работеле само прва смена, додека се гледа. Живееле многу поинаку, отколку што ние живееме денес. Ние денес го продолжуваме работното време, воведуваме и трета смена, но не можеме да го продолжиме астрономскиот ден, тој си останал 24 часа. И духовното значење што овдека Јован го вклучува е во начинот на изразување. Говори за сопнување, вели светлината на овој свет, со кој тој се идентификуваше веќе, јас сум светлината на светот, и на крајот говори за одењето ноќе, сопнувањето, но они кои немаат светлина не околу нив, во нив самите. Кој идејата овдека? Пак, она што повремено го кажуваше на учениците. Ние сме овдека да ја вршиме волјата на оној кој не пратил. И времето е ограничено. Денес имаме 12 часа на располагање да го завршиме она за кој што треба да бидеме во Витанија. Она заради што се изврши таа, зошто настапи смртта. Треба да ние сме нашата служба да ја вршиме волјата на да објавуваме славата на Бог. Ограничено е времето. Додека сме во светлината на овој свет, треба во овој свет да ги вршиме делата на Бог. Зошто? Ке дојде, ке настапи ноќта, во која никој повеќе не може да прави ништо овдека. Тоа е идејата. И уште повеќе не. Ако пак светлината не е во нас, тогаш колку и да го продолжуваме работното време, колку и да работиме, пак се е безсмислено, напразно. Само ако веруваме и живееме во него, во животот и воскресението, се што правиме овдека има смисла, има вредност. Нашето работно време, дали во прва, втора или трета смена, има вечни ползи, вечни дименсии. Колку и да го продолжуваме денот, колку и да работиме, се на крајот во тој порамнувач смртта се губи. Оди во правда, во пепелта, гори. Нема никакво значење. И Господ Исус го кажува тоа, нели? И вели, треба да одиме. И дури потоа ќе им каже, ќе ми обясни некои работи, туку ајде да не филозофираме повеќе, туку да одиме. Немаме време. И овим го каже, а потоа им додаде и рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам. И го користи оној збор кој во чишто основа е именката кома, кој се користи за спиење, но во Новиот Завет воглавно се користи за смртта на верните луѓе. Од 18 примени, 14 се за смрт, а 4 за спиење. Зашто се синонимни зборови. И ние имаме таков синоним збор, например, почина, каже некој дека почина, ама и починка, како именка го користиме за одмарање. Зашто човекот кога ќе легне да спие, тој е жив. Изгледа како да не е жив, ама е жив. И ако не го забележуваме дишењето, не можеме да разграничиме дали е жив или не е жив. А исто така, кога спие, се одмара.
кога доаѓа смртта, вели Словото дека ние одиме во таа починка, што ја носи смртта во вечната починка. И на крајот на краишта, кога одиме да спиеме, одиме со очекувањето дека сабале ќе се разбудиме. И така смртта на верниот човек е со очекување дека тој оди во вечен живот, ќе биде воскреснат за вечен живот. Но учениците не го разбираат правилно и велат: добро, што заспал, ќе стане, што има потреба ти да го будиш. И пак контекстот, значи целиот контекст во овој дел од Евангелието, во оваа глава е стравот на учениците, нивната загриженост. Зошто да одиме во Јудеја кога таму те бараат да те убијат? Има ли потреба да се ризикува животот за да се разбуди еден човек кој спие? Не. Зашто тие не ја сватија поентата. И Христос им кажува јасно, употребувајќи го на избор во кој што, нели, танатус е коренот, умре. Не, тој умре. Умре. Зато треба да одиме, зашто тој умре. Мртов е. Еми што му умрел, тогаш зашто па да одиме? Кај смислата? Ако беше болен, ки имаше пак некаква поента да му помогне и да оздрави. Меѓутоа сега веќе кога е мртов, зошто пак би го ризикувале? Тоест станува уште поабсурдна ситуацијата и уште понепотребно патувањето во Јудеја. И овдека сега се надоврзува Тома и вели да отидеме и ние да умреме со него. Минатата недела на семинарот имаше една мала групичка од тројца луѓе во Софија, од Белград, Срби. Едниот од нив се викаше Тома. И оној другиот, Душан, рече: ама Тома е секогаш нели синоним за неверниот Тома, ама Тома е бил многу верен и го цитираше овој стих. Еве им каже на другите: па да одиме, ги охрабри, да одиме, да умреме со него. Со кого да умреме? И јас прашав со кого да умреме, и тој рече: па со Исус. Па никаде овдека контекстот не ни дава такво значење. Целиот контекст на текстот е стравот на учениците. И тоест барање на аргументи зошто да не се оди таму. И контекстот овдека, поточно овдека, е смртта, но смртта на Лазар. Се говори за Лазар. Тој умре. Да отидеме кај него, вели Христос. И Тома на тоа додава: па ајде ние да умреме со него. Со кого? Со Лазар. Ако веќе Христос решил да умираме, да умираме. Лазар е мртов. Тоа е текстот, граматиката е таа. Тонот е тој на учениците. И на тоа Томат го додава, нели? Продолжува тој том и не се говори за ничија друга смрт, не се говори воопшто за смрт на Христос, туку Лазар. Тој умре и ние да умреме. Но и тоа не е толку важно. Ние, не, сакам да кажем дека ние како луѓе сакаме во нека друга така светлина да ги представуваме работите кои пак на човекот ќе даде некакво значење, ќе го представи во добра светлина. Тома да го представиме во добра светлина, дека тој ги охраби, рече: одиме па и ние да умреме, ако треба и ќе умреме со Христос. Не, повеќе контекстот е она скепсата, абсурдот. Тој ќе умре, добро, ајде, и ние ќе умираме. И така, кога дојде Исус, откри дека тој веќе е 4 дена во гроб. А Витанија близо до Ерусалим, околу 15 стадии, и мнозини јудејци беа дошли кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Так, тоа е една кратка информација, наративи, нема што да се задржуваме многу во овие, нема потреба секој зборче тука да разгледуваме во која форма е, глаголска и така натаму, интензивна, пасивна, активна. Продолжението е поважно. Марта отиде, а Марија остана дома. Дома со тажачите. Бил полн домот на Лазар и Марта. И му рече: Господи, ако ти беше оде, брат ми немаше да умре, но и сега знам што е да посакаш, Бог ќе ти даде. Да, овдека има некаква критика.
ти се забави, ти не дојде на време. Ние те пратевме писмото дека уште беше болен, меѓутоа ти не дојде веднаш. Ако дојдеше, тој ќе беше жив. И во тие зборови има вера на кај Марта. Верува дека Христос можел да му помогне. И дури продолжува. И знаеме дека тие уште имаш таа мок, иако незината вера не е врзана со воскресението на Лазар, зашто кога Христос ќе каже се тргне каменот, да ќе реагира. Точно Марта ќе рече, 4 дена веќе е во гроб. Веќе телото се распаѓа. За друг вид, нели, друга има вера, како и да е, таа со вера се обраќа кон Христос. А Христос ја охрабрува и вели, твојот брат ќе воскресне. И Марта ќе одговори, да, навистина, така е, кога ќе дојде денот, ќе дојде воскресението. Тоест, како беше буквално, ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Тоа е и равинското учење, тоа е јудејското учење. Јудеите веруваат, конзервативните, садукеите не, либералните, но конзервативните јудеи веруваат дека има воскресение од мртвите на последниот ден. И Марта верува во таквото воскресение. Меѓутоа Христос сака да ја поттикне од таа, така да кажеме, доктрина, од областта на учењето, кон еден поинаков пристап кон воскресението и животот, поинаков однос. И затоа ќе ја каже, јас сум, почнува со јас сум. И ова јас сум е специфично, бидејќи за разлика од претходните кои бе врзана со пастир, врата, леп, светлина, ова е многу по-абстрактно. Воскресение и живот. Јас сум воскресението и животот. И кој верува во мене, и сега тоа мене може да се замени со кој верува во воскресението и живот. Јас сум воскресението и живот. И тоа јас сум, кој открива неговата божественост и открива неговата суштина. Тој е воскресение. Тој е живот. Не само во мене има воскресение, во мене има, тој во неговата суштина е воскресение, во неговата суштина е живот. Суштината на Бог е живот. Суштината на Бог е воскресение, а Христос е Бог. Што е воскресението? Воскресението е надвладувањето над смртта. Воскресението не е настан, вака погледнато. Вели, јас сум воскресението. Воскресението е персонифицирано во Христос. Воскресението е состојба. Воскресението е живот. Воскресението е нашето единство со Христос. Така да Христос ја води Марија од едно учење, од едно верување во учење, кон еден однос. Кој верува во... Јас сум воскресението и животот. И кој верува во мене и да умре, ќе живее. И кој верува и живее во мене, нема да види смрт, но ќе живее вечно. И гледате зборовите на Христос, го свртува вниманието на Марта кон реалноста. Она реалност која што стои зад учењето. Зашто Христос е практичен. Неговите проповеди се практични. Неговите проповеди не се теоретски доктрини. Не се филозофии, туку живот. Секое негово учење е живот, е реалност. И вели, воскресението е реалност, животна реалност. Ако веруваш и живееш во мене, ти живееш воскресенски живот. Живот кој не е засегнат од смртта. Живот отпорен на смртта. Зашто суштината на Бог е живот и смртта нема никаква власт над него. Оној кој што го има Христовиот живот, божествениот живот, го има воскресението. Христос се откри порано, оној што дава живот во изобилство. И тоа е вечниот живот, живот во изобилство. Вечниот живот е да бидеме во општина, во заедница со Бог, со вечниот.
Ние имаме вечен живот сега, живееме во реалноста на вечниот живот, зашто живееме заедно со вечниот. Сме соединети со вечниот преку вера. И тоа е идејата што Христос сака да ја пренесе овека. Не само некакво учење, не само очекување на некој настан, туку веќе како реалност. И таа реалност он ја покажува кој ќе го воскресне Лазар од мртвите. Дека тој е воскресението и тој е животот. Од едно општо учење ја води кон личен однос. Марта, секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Зошто? Зошто јас сум. Зашто тој е Бог. Нашиот живот во него, со него, го дава тој воскресенски живот. Веруваш ли во тоа? И вели, ја прашува Господ Марта. И таа вели, да, поверував дека ти си Месијата, Синот Божи. Оној кој што го очекувавме да дојде. Ти си оној кој дава спасение. Во таа изјава на Марта е сумирано целото Евангелие. Се она што апостол Јован го открива во оваа негова книга. Јас сум воскресението и животот. Физичката смрт е неизбежна. Во Христос ние веќе имаме воскресенски живот. Зошто? Зошто сме преминале од смрт во живот. Веќе сме преминале од смрт во живот. Дури ако умреме, пак ќе живееме, вели Христос. Зашто смртта нема власт над тој живот кој е воскресенски живот. Зашто воскресенскиот живот надвладува над смртта. Павле вели, кај ти е усилото, кај ти е острилото за да нападнеш, за да поразиш. Го нема. Христовата смрт го отапи острилото на смртта. И тоа прашањето кој Христос го поставил, неважното прашање, го веруваш ли тоа? Веруваш ли дека Христос е воскресението и животот? Дека и сега во тие 7 чуда кои ги спомнавме, не е вклучено воскресението, теолозите не го вклучуваат, зашто тоа е делото на Христос, кој ги исполнува сите претходни знаци. Сите тие знаци водат кон Христовата смрт, за да се исполни тоа што претходно го најави, дека тој навистина е лебот на животот, кој дава живот, тој навистина е светлината, дека тој навистина е вратата, тој е пастирот кој го дава животот, тој е воскресението на животот. Сето тоа станува можно преку неговата смрт и воскресение. Смрт, Христовото дело на спасение. Затоа не е вклучено во знаците. Зашто чудата што ги врши Христос беа знаци кои откриваа кој е тој, за на крајот на крстот сето тоа да се исполни. Веруваше дека Христос на крстот умре за тебе, за да биде твоето воскресение и животот. Па дури да умреш, ќе живееш. Човек не може успешно се справи со тој предизвик. Најголемиот предизвик на човекот, смртта, тагата, болката, без верата во Христос. Ќе оставаме чувствата настрана, важна е верата, во кого веруваме. Зашто тоа ќе зависи од говорот на нашето справување со секоја ситуација. Од тоа зависи нашата вечност. Дали имаме воскресенски живот, дали имаме живот во изобилие со Христос, или пак живееме во мизеријата, сенката, заплашени постојано од смртта која прети постојано. Ако се уште не си го дал одговорот, јасниот одговор на тоа прашање, барај го Христос, барај го Божиот Дух да те повика, да те убеди, да го отвори твоето срце, со вера дојди, повикај го. Никој друг не може да ти помогне да ја донесеш таа одлука. Само Бог. Моли се. Дојде кај него со вера. Барај. А Бог го слуша секој оној кој со вера понизност ќе дојде и ќе го побара. Тој никого не враќа. А ако пак веќе веруваш, ако тој е воскресенскиот живот за тебе,
Треба да го живееш. Денот има 12 часа, потоа доаѓа ноќта. И користиме ли светлината на овој живот, светлината на светот, за се што правиме, да има навистина полза, да има навистина вечна вредност. Што и Христос им каже на учениците, туку ајде да побрзаме, да одиме. Ајде да вршиме Божјата воља. Да ги објавуваме славните дела на Бог, заради кого и Тој не пратил, заради кого и сме. Нашата служба, како што рече Христос, се што се случува овдека, е за да објавиме славата на Бог. И нека Бог ни помага да го правиме тоа. Па да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за и ова Евангелие, ова книга. Ти благодариме за нашиот древен брат Јован, на кого ти си му дал откровение и мудрост, вдахновение да ја напише ова книга, која восхитува, која го поробува нашето срце, буквално. Во сите тие бисери кои ги откриваме. И ти благодариме за тоа што ти ги отвараш нашите срца и очи да се исполнат со восхит од начинот на кој што ти ни ги откриваш твоите вистини. И се молиме тие вистини да не останат само како некакви познавања, како доктрини, како зборови, како теории, туку да бидат реалност. Да реалноста си ти, тебе да те познаваме. Зашто едно е да ги знаеме нешто на зборови, сосема друго е да имаме искуство со тебе, да живееме со тебе. И Господи, помогни ни навистина. Привлекувај ни, Господи, по Твојата благодат. Отварај ни ги уште повеќе умовите, срцата, душите, да копнееме тој живот со тебе. Да те бараме постојано. Да го искусуваме тој вечен воскресенски живот, кој победува се и смртта. Се молиме, Господи, давај ни мудрост како да го користиме времето и во предизвиците со кои се соочуваме, во болките кои доаѓаат, секогаш да бидеме подсетувани од Твојот предизвик. Во кого веруваме? Веруваме ли дека Ти си воскресението и животот? Нека тоа прашање ме поттикнува за уште поблизок однос со Тебе, кон уште поголема познавање, кон уште подлабока врска. Зашто секој што живее и верува во Тебе, нема да умре, зашто Ти си Бог. Ти си семокниот во кого е животот и воскресението. Се молиме за ето тоа, Господи, во името на Христос и се молиме, Господи, како воскресени живот, дај воскресени живот на Македонија. Се молиме, Господи, за властите. Се молиме за сите тие кандидати кои треба да застанат на важни позиции. Се молиме, Господи, Ти да им се откриваш. Ти да ја внесуваш во нивните срца страв од Тебе, почит, сознание